Во моментов работиме на креирање на веганска павлака. Значи, секогаш и нив ги интересира крајниот резултат Колку да ќе го се пробаат. обогатат салатите, само си мислам вака предпразнично со вакви работи. Па видете, во голема мера не може да се познае дека тоа е веганска павлака. Каде се ги има вашите производи во моментов? Покрај домашниот пазар продаваме на регионалниот пазар преку океанските пазари. Тоа се Австралија и Америка. Австралија, Нов Зеланд, Канада. Додека го вртиме светот, мораме нешто и да каснеме, а добро е и препорачливо да јадеме добра и квалитетна храна. Кај нас, да не правиме сега депресивни моабети, меѓутоа се помалку има производители на храна, се помалку има земјоделци и се помалку се достапни македонски брендови кои што произведуваат храна, иако сме познати по добрата кујна. Епа, мојот денешен соговорник го менува тоа, тие создаваат органски производи од македонски суровини и ги пласираат не само кај нас, туку и на европските пазари. Зборувам со Горан Ангеловски од Green Food. Здраво. Добар ден. Што го врти светот? Па како што вели песната, нели, позната песна, парите го вртат светот. Ова е прв одговор, парите, вака директно и конкретно кажано. Добро, зависи за што ќе ги искористиме. Може со парите да произведеме органски производи, органско или неорганско производство. Секогаш органско. А хумус или ајвар? Па, ја би рекол двете може да се мешаат и добро се комбинираат едно со друго, така да би рекол двете. Зашто да селектираме едно само кога може да ги имаме двете на трпеза? И сега за тоа што си работел и таму, Министерство или земјоделие? Сега од овој аспект земјоделие секако би одбрал работа на, ајде да кажем, во отворен простор, кој што исполнува сигурно повеќе од она што се работи во Министерство, барем, според мојата перцепција. Ти, предпоставувам, си одбрал нешто такво. Ми кажа дека си работел како консултант на развој на туги бизниси. Во даден момент одлучуваш, веројатно со поддршка од партнери, со работници, да создадеш собствен бизнис, односно да создадеш продукт кој што е органски и прехранбен. Зошто се одлучи баш за оваа индустрија и кој беше првиот производ што го направивте? Па добро, имам ја искуство во работење на, ајде да речам, меѓународни развојни проекти, меѓу кои и проектот за органско производство, тоа беше некаде 2008-2009 година. Имавме, нели, од швајцарски беше проект, имаше многу консултанти кои што гостуваа, пренесуваа знаење и така натака. Едноставно, тој вид на производство, идејата позади него мене ми легна лично. Значи, ми се допадна филозофијата позади органското производство, ми се допадна, значи, се она што го представува и кон што придонесува кога ќе се, нели, произведува на органски начин и кога ќе се конзумираат органски производи. Првиот производ што го почнавме беше органски ајвар, тоа беше некаде, значи, 2010 година, во тој период немавме собствено производство, повеќе сакавме да го тестираме пазарот, да видиме дали воопшто има одредено познавање, дали се воопшто се перципира како производ, ако е одреден производ органски. Каде го продававте? Значи, почнавме да го продаваме пред се го понудивме во македонскиве маркети. Првата година одговорот што го добивме беше дека да, маркетите, односно комерцијалистите во маркетите беа свесни дека е тоа нешто што доаѓа, дека да, трендови има во тој правец. Во другите држави, меѓутоа едноставно во Македонија е премногу рано за да може да се пласира и да се стави таков производ на полица. Не одбија, значи, една година не можевме ништо да понудиме во сериозен маркет. Останавме да продаваме, нели, во помали продавнички, колку да се, осети дали воопшто има интерес или нема интерес од страна на потрошувачите. Во тој период многу малци се знаеше што точно представува органското производство. Луѓето кои што беа инволвирани во тие проекти, целта им беше да го шират знаењето за органското производство, бидејќи и онлайн немаше толку многу информации како денеска. Денеска едноставно за се може да се најде информација онлайн, само прашање колку време ќе се посвети да се бара, додека тогаш беше, нели,
повторно пренесување на знаењето преку обучувачи, преку обуки, преку гости кои што доаѓаат од странство, пренесуваат своји искуства. Имавме посети нели на производители во странство да видиме како они го прават тоа. И нели највеќе од се најголем проблем беше што тогаш за разлика од сега немаше толку достапни препарати. А сега има многу повеќе, затоа што веќе гледаме дека има и цели полици во маркетите кои што се со здрави производи, каде што многу често се пласираат производи кои што се од органско производство, така што дефинитивно за овие 14 години многу е променето во оваа насока, ама многу ми беше интересно како изреагирале прв пат кога сте им го однеле, односно првите кои што ви го прифатија првиот продукт ајварот, што ви искоментираа тогаш? Нели првиот производ кој веќе влезе во еден од големиве маркети во Македонија, не ќе да примат втор производ или трет производ како органски, чекаа да видат дали како бренд или како фирма, како сакате кажете, ќе преживееме една година. Добре. Ако кога видоа дека ствари преживеавме, ете, се уште сме живи, уште мрдаме, значи одлучија дека може ќе примат втор, трет и така натака. Сега имаме значи на пазарот повеќе од 30 на производи. Ја проширивме малце нашата визија не само органски, туку сега е поише вегански и органски производи може, ете. Тука ме интересира, многу почнаа да се појавуваат оние замени на месо. Како се прават и што значи замена на месо? Вегански производ кој што е органски и на некој кој што не јаде месо, дали заради пост, дали за тоа што не сака да јаде месо во одреден период, дали за да ја комбинира исхраната, дали за тоа што е комплетно веган. Што значи веганско и што значат оние замени на месо и сирење, што содржат внатре? Па, добро, тоа е малце, треба да се елаборира малце повеќе, да. Значи, по вокација јас сум ветеринарен лекар и кој ќе се вратам на назад зашто отидов да студирам ветерина беше затоа што ги сакам животните. И сега на некој начин продолжуваш во таа насока. Да, на некој начин правиме да бидат достапни, вкусни, квалитетни производи кои што ќе дадат соодветна замена за производите од животинско потекло. И во однос на протеини и слично? Апсолутно. Значи... И друг состав. Ајде во тоа ќе навлеземе малку во технологијата понатаму. Мене ме интересира затоа што решавате да создадете стартап во една област каде што ние не ја гледаме баш толку област која што е подложна за стартапи, а тоа е производство на храна. Кога ќе кажеме стартап, ние најчесто мислиме на нешто во областа IT. Вие креирате стартап во една област која што ја сметаме, прво е строго регулирана, второ има строги правила на игра, па потоа е тешко да се пласира продукт во маркети, уште потешко да се пласира продукт на странски пазари, во Европската унија и слично. Зошто токму ова и колку е потешко да се направи ваков тип на стартап во однос на некој друг тип и дали па повеќе се исплати можеби? Па видете, од една страна нели бекграундот што го имаме како образование, како знаење, како искуство е дел земјоделие и прехрана. Беше нормално да влеземе во тој сектор. Во тоа што го знаете? Апсолутно. Го знаеме, имаме познавање како функционира и тоа ни овозможува полесен, да речеме, влез во тој сектор. Меѓутоа, дека како сектор е тежок за влегување, апсолутно е тежок. Значи, во Македонија сепак може да се почне до некаде со помалце регулативи, со помалце барања, да се даде шанса да се произведува нешто на традиционален ли ќе го речеме, не толку софистициран, усовршен или модерен начин, може да се почне до некое ниво. Значи, проблемите... Значи, некако ви беше плюс тоа што почнавте во Македонија? Да, апсолутно. Значи, тоа што го почнавме тука, да се почнеше, да речеме, во некој од, пример, ајде, Германија, Франција, порегулираните земји, сигурно патот ќе беше многу поинаков. Значи, сметам дека тамо, еве и сега кога одиме на сајми, кога ги гледаме стартапите, има еден куп
млади луѓе кои што прават некакви си нови производи, иновативни, вакви, онакви. Сметам дека младите баш и немаат немаат простор да отпочнат свој бизнис на производство. Најчесто се завршува идејата со купување на таа идеја или некаков си партнерски однос или наоѓање на подисполнител кој што ќе произведува за нив под нивни бренд. Значи, Ќе си стават етикета, а тоа практично ќе се произведува во нека друга фабрика. да, значи тоа што го правевме ние првите 2 години тука, меѓутоа повторно ради немање на опрема повеќе од што заради строгите регулативи. Така. Дали си се соочил со некои проблеми со кои се соочувате сега, со некој предизвик кога си размислувал сепак ова е премногу тешко и подобро ми беше да си работам консултантство или не знам што, не си остана во министерство, или пак цело време веруваш силно во тоа што го работиш и не сте имале баш така било смут, да кажеме, мазно. Не, далеко од тоа дека било мазно, скоро секој ден доаѓаат проблеми каде што ќе помислиш што ми требаше ова и така натака, меѓутоа на крај да треба да се задржи фокусот веќе кога сме почнале нешто да правиме. Мислам дека треба да се истрае низ тешките периоди. Никогаш не би се вратил на канцелариска работа или, да речеме, работа во министерство. Едноставно, креацијата тамо често пати не може да ја искажеш, често пати едноставно работиш тоа што ти е дадено да го работиш. Те разбирам. Да, меѓутоа, кога работиш за себе, кога работиш свој бизнис, имаш можност да бидеш креативен на начини кои што едноставно кога си вработен негде не можеш да ги исполниш. Сум имал, можност да бидам вработен и во многу фирми и така натака, и никогаш не е исто кога имаш свој бизнис и кога ќе одлучиш ти во кој правец ќе се движи тој бизнис, одо што кој ќе ти кажат сега ти треба да бидеш креативен во оваа рамка. Повеќе од тоа нема што да бараш да бидеш креативен, дури тој... А сега им ја давате таа слобода на вработените? Мислам ти и твоите партнери да можат да кажат, да предложат креација? Апсолутно, значи убаво е да се има партиципативен пристап со вработените до одредена граница. Значи првите луѓе кои што ќе направиме нов производ што го пробуваат и даваат мислење, секако вработените кои што учествуваат у подготовката на производите. Тоа е по мене многу вредна информација, бидејќи се тука и гледаат како ги правиме. Не може да очекуваме дека ќе ни верува потрошувачот кој што го гледа производот на гондола во маркет или па можеби на некој извозен пазар. Тој верува на логоата, на сертификатите и така натака. Меѓутоа, вработените се секогаш тие кои што први ги пробуваат производите, кои што први даваат мислење и насоки во кој правец да ги движиме и развиваме производите. Секогаш мора да ги пробаат производите кои што ги произведуваат, односно мора. Е препорачливо. Апсолутно, значи кога и они сакаат да ги пробаат, значи кога работиме заедно на истражување на некој производ, пример, ајде ќе дадеме пример текстурирање на протеини во некаков си вид на месо или па во моментов работиме на креирање на веганска павлака. Добро. Значи секогаш и нив ги интересира крајниот резултат Колку да го ќе се пробаат. обогатат салатите, само си мислам вака предпразнично со вакви работи. Да. Па видете, во голема мера не може да се познае дека тоа е веганска павлака. Значи тука може да се работи и со ферментација на протеините. Значи ние како може тоа интересно да се каже дека кога одлучувавме на кои суровини ќе се фокусираме, ако ги тргнеме на страна суровините кои што одат во традиционални зимници, ајвари, доматни производи и така натака, имавме еден период во кој што биравме кои ќе бидат наши суровини, главни суровини. Наша главна суровина во производството е наутот. Не знам колку од гледачите се... Вие го произведувате наутот или го набавувате? Значи, дел произведуваме, меѓутоа далеко од тоа што можеме фактички да го произведеме, голем дел купуваме и од увоз, меѓутоа и од домашни производители. Меѓутоа наутот како култура е нешто што стратешки го избравме затоа што расте во Македонија,
како култура е многу скромен во поглед на вода пред се, значи тоа е една пустинска билка која што е прилично скромна и вирее во македонските услови. Например, Ако има суши, нема да му пречи. па не толку, да. Значи затоа и арапскиот свет го јаде, затоа што расте добро во сушни делови од светот. Меѓутоа, она што е карактеристично за наутот е тоа е легуминоза, односно во групата на азотофиксатори, растенија кои што ја обогатуваат почвата со Нема да азот. повторно да се сади. Апсолутно. Значи она што се прави при интензивното индустријско производство на земјоделски култури, со вештачко ѓубре се надополнуваат тие хранливи материи за да има растението што да земе. Во органското производство тоа не е дозволено, се бара ротирање на културите, односно ако едната година е нешто што ја осиромашува почвата, втората година е нешто што ја обогатува. Тука зеленчукот фактички многу добро се комбинира со култура како што е наутот, како што реков е легуминоза. Меѓутоа од групата на легуминози тука е и сојата, тука е и грашакот, нешто што не е традиционално и што не може да се одгледува дали ради климатски услови или не. После тоа со истражувањето како напреднувавме во создавањето производи од наут, утврдивме дека истиот може да послужи како база за еден куп производи. Што се правите од наут? Значи во моментот работиме на фракционирање на наутот, односно негово разбивање во составни делови. Протеини, скробови, фибри, се главните фактички суровини кои што може да се извадат. Фибри се оние влакната. Влакна, диетални влакна, така. Кои што после тоа може да се рекомбинираат во еден куп други производи. Исто како и, ајде да речеме, протеините од било кое потекло, можете успешно или помалку успешно да ги ферментирате и да добиете ферментиран производ, како например сирење. И вие тоа го правите, сирењата, павлаките, сите тие производи кои што ние ги знаеме како млечни, давате веганска алтернатива со наут? Апсолутно. Значи, ние, ако пробате да ферментирате наут како наут, не добивате ништо, бидејќи едноставно соодносот на тие делови се е различен. Не може, например, да обезбеди храна за бактериите кои што ферментираат. Меѓутоа, ако ги одвоите, ако ги прочистите како такви, можете да ги комбинирате во многу нешта. Наутот има протеин кој што е одличен емулгатор. Тоа, значи, многу добро ја врзува, например, маслото или водата во себе и дава одлична основа, например, за мајонез. Аха, добро. Значи, имаме производи кои што се Руска со наут стигнува. У принцип не се познава толку баш дека се работи за наут. Значи има класичен онаков вкус на мајонез, има начини да се додадат, значи вкусовите, меѓутоа и карактеристиката, осетот во уста, мазивоста и така натака, генерално може да се постигне. Новите технологии кои што се присутни во прехранбената индустрија, кои што не се базираат на хемија и така натака, затоа го правиме тој на органски начин, може да дозвола да се направат производи кои што се баш еднакви на оние кои што ги знаеме традиционално, дека потекнуваат од животинско потекло. Да, тоа е навистина интересно како новата технологија со, да речеме, она што традиционално го имаме кај нас, може да се искомбинира за да се направи ваков производ. Ама она што мене ми е интересно е дека и Европа е се позаинтересирана за вакви производи, регионот е се позаинтересиран за вакви производи. Имаме еден од најдобрите спортисти во регионот кој што вегански се исхранува. Новак Џоковиќ нели долго време беше застапник за таков тип на исхранување. Колку вие сега полесно да ги освоите тие странски пазари, како ги пласирате производите, каде се ги има вашите производи во моментов? Зборувам за надворот, нели, нашите маркети, каде што сите сме ги видели. Така, значи покрај домашниот пазар продаваме на регионалниот пазар. Понекогаш се укажува шанса да продадеме, да речеме, на прекуокеанските пазари. Тоа се Австралија и Америка. Австралија, Нов Зеланд, Канада. Канада, да, добро. Така. Кај што има наши. Да, у принцип потекнуваат понекогаш тие
контакти од луѓе кои што се од тука иселени, па те сакаат нешто да пробаат, да донесат нешто ново, што ајде да речеме не се ние традиционалните производи, меѓутоа да е модерен производ кој што е во тренд, кој што е одговара на очекувањата на помладите генерации на потрошувачи. Кои што се и доста се поодговорни стануваат што купуваат. Така. Значи, младите имат многу повеќе пристап до информации сега од што да речеме генерациите пред тоа. Со самото тоа имаат можност да формираат мислења, ставови врз основа на информации кои што ги добиваат од една огромен, да речеме, ресурс како што е интернетот. Тоа беше многу поограничено, да речеме, кога јас студирав и така натака, кога... Добро, има тоа и добра и лоша страна информациите на интернет. Апсолутно, значи... Не се секогаш точни. Не се секогаш точни, да, треба да се проверуваат изворите, меѓутоа, да се вратиме на прашањето, веганскиот начин на исхрана или исхраната со растителни производи, има повеќе причини зашто луѓето тоа го прават. Често пати се случува кај нас, значи ние како луѓе сме прво жртви на нашите навики. И луѓе кои што цел живот се исхранувале или у земји каде што има традиција на исхрана со анимални производи, кои што имаат богата традиција и голем избор на такви производи, е многу потешко да се пробие еден таков производ, од што, да речеме, земете го индискиот пазар, каде што голем дел од популацијата се веќе, ако не вегани, вегетаријанци. Таму секако веќе има огромен пазар кој што може да се... Апсолутно. Не треба да се учи, веројатно. Ама сега и во светот се поактуелно е тоа и практично индиците живеат на секаде низ светот. Мислам, вие можете и во Лондон да продавате на некој кој што има такви навики. Апсолутно, значи... Каде го има, не ми одговори, ќе те вратам на прашањето, каде се ги има продуктите на вашите продукти? Збориме од регионот, земјите од регионот или извозни дестинации? Каде се извезувате, сите извозни дестинации? Па извезуваме во Швајцарија, Бугарија, Романија, Црна Гора, Србија, Хрватска, Словенија исто така, да. Како што реков, спорадично извезуваме Нов Зеланд, Австралија и Канада. Ајвар од каде оди најмногу? 99% во Швајцарија. Во Швајцарија. Да. Има тука нешто врска со наша диаспора или не, само сакаат ајвар? Не, апсолутно нема. Купецот воопшто не е по потекло од Македонија, баш од Швајцарија. Како ги наоѓате овие клиенти? Често пати и сами не наоѓаат, меѓутоа во принцип на специјализирани саеми. Значи, постои во Германија, обично сме присутни, во Нимберг, тоа е саемот Биофах, најголем саем за органско производство во светот и во Европа, по број нели на компании кои што се представуваат, и генерално може да се најде купец тамо. Меѓутоа, често пати се случува да и самите не пронајдат, барајки некаков производ по интернет, ќе допрат до нашата интернет страница или така натаму. Веќе, значи, ви приоѓаат. Не сте веројатно во таа фаза каде што вие сте тие кои што барате. Меѓутоа, на почеток, како беше исто, ви приде првиот купец од држава која што е надвор од... Не. Значи, сме имале барања од Германија, каде што бара 100-200 илјади производи, каде што бара добра цена, он дури ни дава и рецепт како да го произведеме. Ние треба да го направиме само производството на производот. Така наречено лон производство. Да, апсолутно не прифаќаме такви барања, затоа што тука останува многу малце за нас. Прво немаме јачање за брендот. И зависите од ефтината работна рака и немате простор да се развивате, мислам. Која што веќе и ја нема. Која што веќе нема, така е. Апсолутно. Затоа и сакав да зборуваме. Сега ти ми кажа, ама не ја проверив оваа информација, ќе ја проверам во прва прилика. Велиш, земјоделците веќе во Македонија се над 65 години. Да, староста на земјоделците
просечната старост на земјоделците. Просечната старост, ама Да. тоа значи дека голем број од нив се пак повозрасни луѓе, младите не влегуваат во земјоделство и тоа е веќе општо познато, гледаме и по тоа колку ги интересира производството, колку одат на самиот факултет за земјоделство, многу малку. Што се случува со работниците, како наоѓате работници и дали е добра работа, дали сепак треба може да се смени тој мајндсет, дали е подобро од канцеларија можеби за некој? Значи, она што се знае во Македонија како традиционално земјоделско производство е неодржливо. И тоа треба да се смени со, видете како се прави во Европа, како се прави во развиените земји, така треба да го правиме и ние. Значи, ние имавме уште поголем дел, сега помал дел на рурално население, кое понекако по дефиниција требаше да биде земјоделско население. Земјоделството е бизнис како и секој друг. Ако не сте добри во тоа, ако не сте професионални во тоа, ако не сте успешни во тоа, не може да вадите екзистенција. Така е. Ако имате вие голем број на земјоделци кои што се земјоделци затоа што немаат друг избор, тоа не е добитна комбинација за конкурентен сектор. Да, ние сакаме да ги представуваме земјоделците како и мене на пример тоа ми пречи во медиумите како социјални случаи. Континуирано така се представени, а тоа не е реалноста. Оние земјоделци кои што добро работат или оние кои што производители на храна кои што добро работат како вас, можат и добро да живеат од тоа, да создаваат собствени брендови, да функционираат. Ама често нели го гледаме она заклучени луѓе кои што ете цел живот тоа го правеле и сега тоа ќе го прават и немаме развој во таа насока. Што е потребно за да го поттикнеме тој развој? Еве во Словенија извезувате. Што е потребно ние да станеме Словенија во делот на земјоделство? Па, професионализација. Значи, на комплетниот сектор треба да се професионализира од аспект, нели, не можете прво со мали парцели да бидете конкурентни. Едноставно, обемот на производство не може да се прави од индивидуални земјоделци. Често пати гледам дека Треба здружувања? Не треба здружување. Ако може да се здружат, меѓутоа со години се пробува кај нас да се здружат и некако не ни оди од рака здружувањето. Значи, пробани се често пати примери, поедини успешни светли точки на здружување во одредени сегменти на работењето, далеко од тоа што би требало да биде. Некако не ни оди од рака здружувањето. Во ниедна област, не само Така. не само таму. Значи, следно е дека треба да се работи на укрупнување и професионализација. Значи, субвенциите у принцип не треба да бидат социјална помош, не треба да бидат дополнителна екзистенција. Во Хрватска се викаат подстицаи. Значи, треба да те поттикнат да направиш нешто, не да ти обезбедат. Да, апсолутно не треба да ти обезбедат каква таква екзистенција или дополнителен приход. Затоа што новите генерации, никој од нив не бара каква таква екзистенција, да не се лажеме, сите имаме интернет, сакаме да живееме добро, дополнително и животот е многу скап станат и образованието на децата, и ако имате семејство, трошоците се многу големи, никој не сака да живее како така. Сите веројатно целатко нешто повеќе. Како може државата, затоа што гледаме дека дава субвенции или континуирано тие се зголемуваат, излегуваат и министри, представници од министерствата да ги промовираат сите тие мерки, меѓутоа, иако растат субвенциите, сепак извозот на наши производи и производството кај нас континуирано се намалува. Како да го смениме овој тренд? Има ли нешто што државата треба да го направи или па може еве вака со подигнување на свеста на младите дека ова е добра интересна област каде што можат да влезат и како работници и да се вклучат на најразлични начини и да заработуваат и да живеат добро, можеби тоа ќе даде резултат. Што би дало резултат во оваа комбинација за да не го изгубиме она што го имаме, зашто Македонија е позната или македонските производи се познати по квалитетот. Секогаш кога доаѓаат странци, нели кога ќе пробаат домат, кога ќе пробаат тајвар, паѓаат во несве, зошто да не продолжиме во таа насока?
како да се подобри. Според тебе, затоа што доаѓаш од таа област и си направил стартап во таа област и го правиш на начинот на кој што тоа се прави во Европската унија. Значи, она што го реков, професионализација не може да се постигне било каков резултат со производители кои што се заглавени во руралните средини, кои што немаат пристап до пазарите, кои што немаат пристап до потрошувачите, кои што немаат основна инфраструктура за да бидат успешни. Значи, Пат на барем. Барем да се стигне до таму. Да може работникот ако сака од град да оди на нива, зошто да не? На 21 век. Значи, се работи, повторно, земјоделието е бизнис. Не трпи импровизации како и никој друг бизнис. Ако вие сакате да поработувате земјоделие за сопствени потреби, окей, за некој близок круг на пријатели и така натака, во ред постои во светот, постои секаде. Меѓутоа, кога ќе дојдете до одредено ниво, каде што веќе збориме за профитабилност, каде што збориме за потреба да ги задржите и платите луѓето кои што работат за вас, треба да обезбедите континуирана работа и така натака, и тогаш станува стварно тешко. Нашите, значи, институции според мене треба комплетно да го сменат системот на поддршка, субвенционирање, ако сакате, или подстицај, баш така, на земјоделските производители, комплетно да се смени пристапот за да се зачува тоа што останало. Дека ќе се вратиме наназад и повторно ќе имаме тоа што сме го имале, не гледам шанси дека тоа ќе се случи. Добра. Можеме... Ама може да имаме нешто ново, зошто да не? Апсолутно, значи ние можеме да го ублажиме трендот кој што се случува во моментов, ќе продолжи да се случува, меѓутоа може да се ублажи, за на крајот да останеме со одредена популација на земјоделски производители и што е најважно да се одржи одредено количество на производство од аспект, значи земји кои што како Сингапур, например, имаат сега нова стратегија каде што после COVID сватија дека се 99% од храната ја увезуваат и зависни од волјата на другите земји. Каде што може од X причини да донесе владата одлука не извезуваме и готово, ќе ги чуваме. Да. И они ќе имаат сериозен проблем. Затоа што имаше криза, да. Сингапур сега имаат стратегија 30-30, каде што 30% од храната треба да ја произведуваат до 2030 година. И тоа веројатно добро го финансираат. Сепак Сингапур е многу богата држава, ама од тоа што го нудат новите технологии, дали има некои опции за поевтино, поедноставно производство тука кај нас, нешто што може да се прифати или да се почне. Јас гледав една многу интересна иницијатива или нешто што се развива во светов и веќе имаше неколку видеа кои што се споделуваа на големо за ова, која што е врзана со технологија за производство во урбани центри, за да може брзо да стигнува нели овошето зеленчукот веднаш до трпезата. Има најразлични технологии за производство во затворен простор со контролирани услови и со ограничено користење на ресурсите. Пример е хидропонијата, каде што истата вода ја прочистуваат па ја користат. Тоа не мора да биде воопшто неорганско производство, може да биде целосно органско, може да се заштити внатре па да има помала потреба од користење на пестициди. Сега ова јас вака како лаик, ама доста се заинтересирав на темава кога нели разговарав, има многу иновации во светот на производството на храна, кои што може би еве за вака мала економија како нас и за млади кои што доста се стремат кон иновации, се повеќе гледаме дека младите ги интересираат иновативни бизнис идеи, сакаат да пробаат да почнат нешто свое, да работат за некој иновативен бизнис и го напуштаат она дека мора да работам во министерство или во голема компанија. Колку може да ни помогнат вакви, например, типови на производство и дали се тие многу поскапи или пак напротив можат и да ни заштедат на крајот од денот? Значи, според мене, државите како Сингапур и така натака имаат одредени стратегии да се базираат својата производство на храна, да го базираат на ресурсите кои што се достапни. Они немаат многу земја, не може да прават, да речеме, овошни градини или така натака. Дел може да од храната да обезбедат преку тие урбани градини со хидропоника и така натака, меѓутоа се повеќе се вртат према морето.
Значи, не збориме само од аспект на... Таму садат Да. во морето. Значи, веќе имате протеини кои што се вадат од алги. Протеинот е протеин без разлика од што потекнува. Дали е анимално потекло или е од некоја легуминоза или дали е Од алга. Од алга и имате земји кои што имаат протеински стратегии. Како ќе го обезбеди протеинскиот дел од исхраната за своето население? И многу од тие држави кои што имаат ограничени ресурси во тој поглед се вртат према морињата, се вртат на начини кои што они можат ефикасно да ги искористат. И како садат алги или ги користат тие кои што ги имаат? Апсолутно и така и така. Значи може да воведат едноставно собирање на алгите во одредени периоди кога на пример ги има многу. Може да одат на култивирање на алги. Цели пловечки фарми и така натака. Меѓутоа, земете Скандинавија. Во протеинската стратегија што они ја спроведуваат во моментот, кај нив се врши фактички базирање на овес. Овесот е тоа што можат како да од го... овес протеини влечат? Апсолутно, како што тоа ние го правиме од наутот. Значи, имате можност да ги извадите протеините од било кој, нели, производ што го знаеме како земјоделски производ. И у принцип методите за екстракција се многу едноставни. И така како технологијата можеме да ја користиме за добро и за нешто што е одржливо. Мене ми е тоа интересно дека нели на почеток почнавме со парите, сега зборуваме за технологијата, се е средство, како ќе го искористиме Апсолутно. останува на нас. Апсолутно, меѓутоа тука и државата треба да има своја стратегија, она што го реков. И во двата примери имаме силна, да речеме, цел и замисла од страна на државата и да после се тоа направи. последователно поддршка. Да, Значи, на тоа и мислам. Например, не можат во... Што е кај нас, што фали тука во ете, ги имаме тие субвенции, континуирано се зборува за други давачки или поддршки кои што се врзани со набавка на механизација, автоматизација на процеси и така натаму, што ни недостасува за да биде ова поуспешно? Вака сега, значи... Покрај окрупнувањето, дали може би некоја мерка можеме ние да ископираме и финансиски да ја поддржиме или треба да си направиме нешто што функционира кај нас? Ја колку што знам имам ископирано и премногу мерки. Добра. Апсолутно, кои што Можам не да се функционираат, не значи тоа дека ако нештото функционирало во Скандинавија, ќе функционира и овде. Или Значи, во Сингапур. Апсолутно. Значи Ке имаме алгократци овде. треба прво да се направи една анализа што е уствари тоа што можеме ние да го направиме успешно. Ако сакате да одгледувате, скандинавците не џабе се фокусираат на овес, а не на наут, затоа што наутот не вирее таму. Ако веќе се фокусирате на овес, треба да имате што ќе направам со непротеинскиот дел од овесот. Значи, треба да имате решение за другите фракции од производот, за да може да се искористи. Дали тоа ќе биде млеко од овес или ќе биде сточна храна или ќе биде нешто друго, повторно морате да имате решение. Ако го немате тоа решение, тоа и ги скопирате едноставно тие мерки, не сте постигнали ништо. И убаво ќе изгледаат на хартија, на крај нели извозот ќе ни се намалува и така натаму. И тие што ќе пробаат да направат нешто нема да успеат, ќе бидат разочарани и така натака. Она што ние пробуваме да го направиме е повторно врз база на сознание која култура вирее кај нас. Истото треба да го направи и фактички институциите од државата да видат што е тоа што поминува кај нас, што е тоа што може успешно да се направи, што ќе правиме со другите, значи, делови од културата, како ќе се искористат, дали имаме ние сточен фонд на кој што ќе им даваме сточна храна, дали имаме, мислам, кој што ќе може успешно да јаде, искористи и да се направи додадена вредност, друг производ и така натака. А во делот на маркетинг и продажба, некако како и тука да ни треба малку поддршка за ако веќе ги произведеме овие производи, ајде за нас што ќе го задоволат нашиот пазар до некаде и слично и ќе имаме некоја безбедност во тој дел, дали е потребна некаква поддршка за промоција на овие производи надвор од државата? Апсолутно, значи, колку е нашава држава моќна тоа да го направи, обично ја колку што знам се работи за
покривање на дел од трошоците за настапи на саем. Па да, тоа им, јас би го кажала. Саем, меѓутоа сега има и многу онлайн алатки кои што и не се така скапи, ако добро се искористи таквиот тип на маркетинг, може полесно да се пласира производот со помали трошоци. Многу компании тоа го прават, баш имавме тука една девојка Сања која зборуваше за нејзиниот производ за хулахопки кој што првично не можела во маркети да ги пласира во Европа, каде што сакала и каде што целела, бидејќи нели најчесто тие повеќе побаруваат таков тип на производи. И првото што го направила е го пласирала на онлайн продавници, па кога се навикнал пазарот, веќе има барање и од маркети за овие производи. Многу некако, дали можеби можеме сепак сега со се што ни е на располагање, од технологија за производство до технологија за промоција, да направиме повеќе од тоа што правиме. Секако дека може, меѓутоа повторно не е исто да се продава храна и нешто што не е храна. Да, верувам. Значи храната е нешто што е строго регулирано. Купците се далеку попредпазливи. Например, зборуваме за потрошувачите или за купците прво како увозниците. Да. На прво, значи прво не можете вие да продадете од Македонија во Европската унија храна без да има локален увозник. Аха, мора да има некој таму кој што гарантира за вас. Мора да има увозник кој што ќе ја прими храната, ќе ја складира на соодветно место, ќе ја пласира на соодветен начин и на крај ќе одговара ако нешто не е добро. Добро, и тоа го прават, отвараат компании надвор. Па ја немам сретната, нели се уште такви, меѓутоа Во IT најчесто како индустрија тоа е сосема за полесно, прехрамбена далеко може да биде полесно. малку Прехрамбена е многу кој може да порегулирана. отвори во странство. Дури одевме до тамо да еден од купците праша дали сте вие производители. Да, ние сме производители. А може ли вика со онлайн додека збориме да прошеташ по капацитетот за производство по објектот, да видам дека е стварно тамо. Аха, до тој степен нема доверба Нема доверба. Или дури кој ќе кажеш од кај си, пример Македонија, покрај некои предности што ги има во делот на производство, има проблем при продажбата. Имавме купец од Полска, кој што беше заинтересиран и така натака, кој што е веќе навикнат да купува во рамки на Европска унија, односно слободен пазар. И кога разбра дека уствари од Македонија треба да направи увозна процедура, човекот вика ја не сум правил никогаш ова и не сакам да го правам, едноставно не ќе да се замарам со. Затоа што може да не го правам. Да. Тие се некој вид на бариери, царински постапки, контроли, анализи, инспекции и така натака, кои што се задолжителен дел кога работите со храна. И дали сепак и покрај сите процедури, проблеми и пречки би им препорачал на млади луѓе да отидат во оваа насока, да одберат да произведуваат храна или да одберат да работат за компанија, како вашата која што произведува храна? Еден од, како да кажем, профилите на луѓе кои што ќе бидат заменети лесно од вештачката интелигенција се баш програмерите. Може има да некои такви предвидувања, ќе ги вратиме на нива. Меѓутоа, може да размислат дека едноставно секогаш ќе има потреба од храна, секогаш ќе има потреба од едуцирани луѓе во прехранбените технологии, каде што во моментот стварно е дефицитарно. И може да размислат за кариера секако во тој поглед. Дали ќе биде тоа хемија, биохемија, дали ќе биде конкретно прехранбена насока и така натака. Мислам дека во сите тие сфери фалат едуцирани луѓе, поготоа фалат предприемачи и сметам дека ако веќе не земјоделие во прехранбената индустрија може да се најде одреден човек да се пронајде себе и да донесе одредена креативна енергија во создавањето на нови производи. И јас верувам во тоа. Имав можност да работам со млади луѓе од овие области кои што учат на ваквите факултети. На вистина се гледа таа енергија кај нив да креираат
И мислам дека со се повеќе вакви примери како вашиот, наставници, професори кои што ќе вложуваат во младите кои што сакаат да бидат иновативни ети во областите на храна, прехрана, биологија и биохемија, можеме малку да направиме некакво помроднување напред, а зашто да не и програмерите може да помогнат во правење на добри софтвери за наводнување и се останато, така што мислам дека сите кои што се иновативни може да се најдат во најразлични индустрии. Драго ми е што денеска зборувавме баш за прехранбената. Ти благодарам, продолжете со добрата работа. Се надевам дека и ние тука и на македонска диаспора ќе може уште долго да си јадеме македонски производи на секаде низ Европа. Благодарам и на вас.